Како најдобро да ни започне денот? Многу е важно со што го почнуваме денот, а каков напиток избираме да ни биде прво нешто што ќе го внесеме во организмот. Знам дека многумина ја правиме истата грешка и гледаме денот да не започне со утринското кафе, како некој начин дека тоа не расонува. Но ова утро, за тоа како здраво треба да ни почне денот, ќе разговараме со добро познатата нутриционистка Емилија. Ќе ви посакам добро утро. Ве поздравуваме од студио Нутри М, каде што токму вие работите. Име, како е најдобро да ни започне денот во овие зимски студени денови? Така, благодарам што ова утро сте мои гости во моето студио Нутри М. Многу убаво кажа како да го почнеме денот, меѓутоа и како да го завршиме и кога да го завршиме денот. Тоа се сите работи се клучни, како го стартуваме денот, во текот на денот, што ќе конзумираме, како ќе ни бидат нели работните уврски, сите имаме брзо темпо на живот, меѓутоа многу е важен и сонот, така да хигиено-диететскиот режим на исхрана, како и сонот и физичката активност се многу важни. Исто така убаво е податокот што го спомна, ние се будиме со утринското кафе, меѓутоа нели секогаш наша препорака е кога ќе станеме да го пробудиме нашиот организам, односно дигестивниот систем со чаша вода, која што нели е млака, да не е многу ладна, да не ни претрпи организмот шок, значи од фрижидер вода од ладилник да се избегнува и во летните периоди. Тоа го напоменувам да биде така, бидејќи нашата температура на телото е 37 степени, така да и водата треба да биде приближно блиска со температура како што е нашиот организам. Затоа ова утро како мои гости ќе ви подготвам една вода, верувам дека си ја пробувала кога си била кај мене на режим на исхрана. Не може оваа вода за утрински детокс на организмот и утринско будење на цревата да не си ја пробала. Тоа е 200 мл вода, најчесто ја препорачувам, значи таквиот тип на вода за утринско будење на цревата со 200 мл вода, малку куркума, односно четвртинка лажичка и малку бибер и маслиново масто. Сето ова се пие веднаш по будењето, па потоа нели појадокот, ручекот и вечерата во текот на денот на 5 часа временско растојание да се нели обрне внимание на тие оброци кога ќе ги практикуваме во текот на денот. Што ни прави оваа вода како утрински детокс, да кажем, или утринско будење на цревата? Како што кажав, и нели самиот напиток будење на цревата, значи од сабајле е важно за да може дигестивниот систем да работи правилно како што треба, за утринско празнење на цревата, со тоа што може да го разбуди дигестивниот систем, полесно празнење на цревата. И сите оние луѓе кои што имаат обстипација и констипација, ова е еден пијалок кој што навистина може да ги направи, да даде еден бенефит и придобивки. Да, убаво е, нели, така здраво да си го почнеме денот и ова подготовка на вода не ни одзема, нели, многу време, може за 2-3 минути да се подготви, ќе имаат можност тоа, нели, гледачите го видат како оди постапката, но што се однесува до исхраната, како е добро да се започне денот, што е она што вие им го кажувате на сите оние кои што доаѓаат, кои се ваши клиенти, но и за гледачите како да си го започнат најдобро денот. Така, секогаш кога станува збор за подготвување на режим на исхрана на моите клиенти, независно од каква причина доаѓа, дали подобрување на физичката активност, дали имаат проблем за било каков проблем, липиден статус, хормонален дисбаланс или некаква состојба во организмот, секогаш практикувам оброците да бидат 3 во текот на денот со 2 ужинки. Што подразбира тоа? Значи, појадокот сметам дека треба да биде подобро енергетски, да не речам покалоричен, бидејќи во текот на денот од утрото до 15 часот нашиот мозок многу троши енергија, нели во текот на завршувањето на активностите работни, ни треба таа енергија, нели концентрација, така да појадокот сакам да биде малку
побогат. Потоа ручекот и вечерата, секако препораката се оброци кои што се од нашето подневје, така да ручеците се стандардни оброци. Јас најчесто велам на клиентите да бидат без запршка, доколку се станува збор за манџи. Тука најчесто ги давам леќа, боранија, грав, грашок, риба, месо, значи не отскокнува моето мени од се она што го имаме од нашето подневје, така да и вечерата да биде малку полесна за дигестија, за да имаме помирен сон. Доколку треба да се вметне суплементација, тоа го правиме согласно со здравствената анамнеза со клиентот, доколку треба уште нешто да се вметне согласно како што кажав здравствениот проблем, секако тука имаме мониторинг неделно, се слушаме, се гледаме, се контролираме за да направиме целта како дошол клиентот, нели, за да направиме двете страни да бидеме задоволни, а да внесеме намирници кои што навистина ќе дадат енергија и здравје. Тоа се витамините, минералите, се она што може да се земе од природата, свежите ензими од растителните производи, како е овошјето и зеленчикот, се она што може да направиме добробит за населението е во храната, како и физичката активност. Да, и тоа како битно, нели, да се движиме, иако е, нели, надвор и ладно и загадено, но сепак движењето ни треба да ни застанува, особено во овие студени денови. Каков предлог ќе ни дадете ова утро? Ќе подготвиме еден краток брз појадок. Што сочинува појадокот? Така, ова јас не би рекла дека е појадок, меѓутоа еве енергетски напиток би подготвила. Тоа би било една банана како смути, една банана, јајца од подполошка, малку мед, растително млеко и тоа може да биде една енергија убава, меѓутоа да не го заборавиме и појадокот. Иако ова е енергетски напиток, меѓутоа имунитетот секако е важен во овој период да се одржува. И ова е сепак, нели, еден брз енергетски напиток кој што ќе ни даде дополнителна енергија во текот на денот. И тука и, нели, прирачникот кој што добива своја официјална промоција на 23 декември. Што се може да се најде во прирачникот кој што е напишан од тебе? Така, токму така, многу често од моите клиенти, иако стануваше збор за многу брзи и лесни за подготовка оброци, меѓутоа јас сум препознатлива по детокс водите, по утринските напитоци кои што додавам по нешто да има за да направи добра лимфна дренажа на нашиот организам, детоксикација, така да во мојот решив да направам прирачник кој што навистина ќе им биде при рака на граѓаните да го имаат. Тука се утринските напитоци, блендираните пијалоци како смути, појадокот, рецепти за појадок, ручек, вечера, компоти, десерти и на крајот завршува со 15-дневно мени, кој што тоа е еден подарок од мене на сите кои што ќе го купат прирачникот, за како да почнат да воведуваат здрави навики и да видат дека е многу брзо, лесно и едноставно да се постигне целта доколку ја имаат, нели, желбата. И сакам да напоменам дека не е желбата во прашање. Значи, за ние да имаме долг живот со здрав животен стил, потребно ние секојдневно да бараме нешто од природата што навистина ќе ни даде добробит за нашето здравје. Така да во мојот прирачник ги има сите бенефити, може да пробаат и да видат без разлика за која возраст се работи, дали е за најмалата возраст или возрасен човек може да го користи овој прирачник именито кое што е направено за нив. Да, така што сите оние кои што имаат некаков проблем, а може да се реши, нели, со исхраната, може да ве посетат во Нутрием и да добијат и тоа како добри совети, сите оние кои што биле се секако задоволни клиенти кои што имаат и тоа како добри резултати. Ви благодарам, Емилија. Така, со задоволство се гледаме повторно.